Професоре, пред малку ја спомнавте технологијата, односно современата технологија, вештачката интелигенција, биомедицинските уреди. Можат ли истите да ги намалат некои од најголемите предизвици на семејствата и на луѓето со аутизам? Секако да. На кој начин? Вештачката интелигенција во последните 3 години има екстремно напредување и веќе се прават и проекти кај лица со аутистичен спектар. Например, тоа и порано се знаеше, но сега веќе се прават до толку добри уреди кај децата што немаат говор, се прават одлични уреди за таблет, како да можат тие да комуницират. Бидејќи еден од главните проблеми е нивната невозможност за комуникација, кај 40 до 50% за жал никогаш не развиваат говор, така што на нив мораме да им понудиме алтернативни и аугментативни комуникацијски уреди, така се нарекуваат. Исто така, други можности се разни уреди за визуелизација, бидејќи познато е дека тие многу подобро учат визуелно. Друго, ние веќе имаме и проекти со кои што работиме во последните години во однос на очила за виртуелна реалност. Сега го спроведуваме тој проект каде што работиме со една група. За жал, тука малце и родителите, мора малку да ги критикувам некои, беа поканети 20-тина на тие, планираме, почна од декември до мај, 6 месеци, значи едно истражување каде што потоа ќе произлезат и резултати. 24 сесии, 2 помлади колешки од Сдруженијето специјални едукатори и рехабилитатори. Еве да им се заблагодарам јавно, тоа се магистар Теја Петрушева и Весна Филиповска, кои што најмалку еднаш неделно во изминатиот период веќе спроведува 14 сесии, за кои што, ќе кажам за жал, максимум до 13-14 семејства, иако на списокот ни се пријави. Зошто, професор? 25. Па некогаш која е причината? Демотивирани се родителите, иако им е овозможен простор, овозможени очила за виртуелна реалност, преку тие очила сакаме да им ја подобриме самодовербата, нивното исто така разбирање за средината, нивното учење. Докажано е, значи со студии, дека очилата за виртуелна реалност многу може да помогнат, па дури и во нивните емоции да ги подобрат. Зборуваме за проектите, ги има навистина многу во кои што учествувате и како професор, како едукатор, меѓутоа и како член на Сдруженијето. На кој начин придонесува учеството на Македонија во Empowerable, односно проектот за унапредување на инклузијата на деца со аутизам во физичкото образование? Што тоа всушност, како ќе се рефлектира тоа, да кажеме, на образовната практика кај нас? Да, одлично се рефлектира некако. Одлично прашањето, ќе се надоврзувате и на претходно. Дел од оваа виртуелна реалност е дел од овој проект, но тоа е само еден дел. Сега на втората компонента да се надоврзам, преку физичко образование, ние веќе имавме едукации за наставници и професори по физичко образование и спорт и здравствено воспитување минатата година и сега ќе продолжиме. Уште не очекуваат во оваа година, бидејќи веќе сме во втората година и во август треба да го завршиме овој Empowerable проект, кој што е поддржан од Европската Унија. Тоа е Erasmus Plus проект, во каде што координатор е колеги и колешки од Литванија, Летонија и Турција и ние, Македонија, ние 6 партнери, ние сме единствени од Македонија, каде што даваме доста голем придонес во тоа. Во однос на физичкото образование, ние ги едуцираме, бидејќи никогаш не слушале наставниците и професорите по физичко образование, како на часот по физичко да се справат со дете со аутистичен спектар, кога ќе добие одредено предизвикувачко однесување, како да постапат во дадени моменти, како методиката на часот да е подобра за овие деца, се со еден цел да имаат подобра инклузија на часовите по физичко образование. Тоа е таа втора компонента, а првата беше виртуелна реалност, која што исто паралелно оди. Значи, децата со аутистичен спектар, овие 14, максимум до 15, доаѓаат некојаш и 12 семејства на сесија. Ја еве апелирам доколку слушаат тие што не дошле до сега да се вклучат, барем во последните
колку остануваат околу 8-10 сесии до крајот на месец мај, затоа што тоа може да им биде од корист. Тоа ние не го наплаќаме, нема да имаат никаква загуба. Времето што ќе го вложуваат во своето дете, така што нема причина да не доаѓаат. Потоа имаме во Летонија состанок каде што ќе се презентираат резултатите од сите овие 6 проектни партнери. Претходно во текот на летото одмор нема за нас. Секако. Посебно не и за мене, кога ќе треба да го подготвиме тој документ, бидејќи ние како Македонско научно здружение треба да го подготвиме, а другите да го прифатат или да дадат некои ситни забелешки и веќе да излеземе кон крајот на август со тој проект и да се презентира и пред Европската комисија.